45 граѓански организации од 8 општини во државата, меѓу кои и 5 од Кочани, ги презентираа проектите за млади, социјална кохезија и инклузија, човекови права, заштита на животната средина, култура и туризам, кои ги имплементираат во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 Reload 2 во вкупна висина од 740.000 евра. Програмата Reload 2 ја финансира Европската Унија, а ја имплементира Програмата за развој на Обединетите нации. Често зборуваме за значителна помош што Европската Унија ја обезбедува на Северна Македонија во форма на големи инфраструктурни проекти, патишта, железници, енергија, управување со цврст отпад, прочистување вода. Денеска ќе се фокусираме на помали иницијативи кои сепак се важни за луѓето на локално ниво. Иницијативи кои можат да ги подобрат работите во локалните заедници на многу практични начини, изјави Дејвид Гир, амбасадор на Европската Унија во Република Северна Македонија. Reload 2 се реализира во периодот од 4 години, односно од 2021 до 2024 година, во 8 партнерски општини, и тоа Кочани, Куманово, Гостивар, Битола, Охрид, Велес, Гевгелија и Крива Паланка. Со подршка на проектот, овие општини ја усвоија лот методологијата која подразбира целосно почитување на принципите на транспарентност и инклузивност при доделување финансиски средства на граѓанските организации. Среќен сум што овие проекти ги адресираат вистинските потреби на граѓаните во општините во кои се имплементираат. Нема сомнеш дека ова е огромен чекор напред кон градењето цврсто и ефективно партнерство помеѓу општините и граѓанскиот сектор, насочено кон справување со предизвиците на луѓето со попреченост, социјално исклучените, малцинствата, невработените, младите, рече Армен Григоријан, постојан представник на UNDP. Reload 2 се спроведува во вкупно 50 општини во Северна Македонија, потоа во Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Согласно планираната стратегија, се очекува локалните граѓански организации да реализираат најмалку 300 проектни активности со директен бенефит за 40.000 жители.